Ви благодарам на присуството. Оваа пресконференција свикавме како едни од 13 подносители на иницијативата за оценка на уставноста на законот за употреба на езиците, познат како закон за двојазичност. Сметаме дека има 4 основи поради кои што овој закон мора да биде поништен, а во случајов ќе наведеме само две за кои што веќе Уставниот суд има своја юриспруденција, односно судска пракса. Да напоменам дека во нашата иницијатива баравме и времена мерка со цел да не дојде до несогледливи штетни последици, но во такви случаи и покрај тоа што деловникот на Уставниот суд предвидува 3-месечен брз рок на итност, еве дочекавме после 6 години скоро Уставниот суд да закаже подготвителна седница за истиот. Првиот основ поради кој што овој закон мора да биде поништен е тоа што е пробиен преклузивниот рок за објава, односно не е почитуван членот 52 од Уставот кој бара уставен рок од 7 дена за објава. Овој закон е објавен после 1 година. Дека има правен преседан за ова, тоест дека има многу правни преседани, се неколку од решенијата кои што Кренар Лога, како тогашен министер за правда, им ги поништи правилниците на многу своји колеги министри, токму по тоа образложение и еве одлуката на Уставниот суд, каде што тој вели дека објавата во уставниот рок од 7 дена не е техничко прашање, туку е прашање на rule of law, односно владење на право. Вакви има дузина пресуди, значи Уставниот суд самиот си воспостави судска пракса на кој што е подпишана Добрила Кацарска, поради кој што овој закон без да навлегува во материјално правно оценување на законот мора да биде поништен. Вториот е указот за прогласување на законот, за кој што Уставниот суд има интенција. Тоа се нашите информации дека ДПМН и вреди одат кон тоа да го бајпасираат, односно да го саботираат овој процес преку нивните инсталации во Уставниот суд, односно да го остават статус квото, а тоа е Уставниот суд да се прогласи за ненадлежен за оценка на уставот, на указот кој што е патем речено објавен без подпис на тогашниот председател. Тоа се нема случајно во досегашната уставно-правна историја и еве една уставно-судска пракса од 98 година, кога председател на судот бил Тодор Џунов, тогашниот спикер Тито Петковски објавува закон без подпис на Киро Глигоров како тогашен председател и Уставниот суд под председателство на професор доктор Милан Нетков го укинува указот за прогласување законот за употреба на знамињата и од тука Уставниот суд веќе има своја судска пракса која не смее да ја погази, а тоа е да го преоцени, односно да го поништи указот кој е без подпис на председателот Ѓорѓе Иванов. Сметаме дека уставните судии мора да покажат кредибилитет и да не подлегнат на необалистичките уцени кои што им се сервираат овие години, како и на притисоците на власта и да се повикаат само на сопствената судска пракса досега, без да навлегуваат во материјална оценка на законот, се што ќе биде спротивно на одлука за поништување на овој закон, ние го сметаме за пораз на правото и правдата. Ви благодарам, доколку имам прашања, слободно поведете. безбедноста на државата и обратно како ги толкувате однесувањето на опозицијските албански партии во делот на безбедност? Никако, мислам дека што и да одлучат уставните судии ќе помине без проблем, исто како што беше и за балансерот. Впрочем, ако се сеќавате, вчера Али Ахмети се закани со војна. И тука има простор, ако го читате убаво законот за политички партии, за интервенција на надлежниот јавен обвинител, бидејќи ние како политички партии стриктно ни е забрането да повикуваме на војна агресија и од тука мислиме дека во случај на евентуални нереди после одлуката на Уставниот суд, каква и да биде, мислиме дека органите на прогонот, односно Министерството за внатрешни работи, треба да си ја заврши својата работа и да не ги обеспокојува граѓаните, затоа што има капацитет за тоа.
Па не мислиме дека ова е обична козметика, ова е сигнал дека корумпираните политичари од ДУИ можат да бидат пуштени низ вода, тоа е сигнал кон нив за да не ескалираат, меѓутоа ништо суштински нема да се промени и скандалозно е тоа што наместо МВР да ги има тие информации дека Артан Груби местел кейс за Сашо Мијалков, тоа го дознаваме од странски амбасади, тоа значи дека ние сме една обична територија без владење на конкретната територија од страна на власта и тоа е само по себе поразително за нас како народ. Сметаме дека борбата против корупцијата треба да ја водат домашните, а не странските агентури.